Утринското кафе со Ѓорѓе Самарџиев, пејзажен дизајнер, и уживавме во една убава гледка во позадина од убави цвеќиња и убави бои, и тоа е нешто со кое што веројатно многумина од вас кои што имаат цветна и убава градина се будат секое утро, особено во овие пролетни денови во пресрет на летото. А она со кое што се будиме наутро се разбира или кое што го практикуваме веднаш после будењето се нашите утрински ритуали, за многумина умилениот утрински пијалок со кој што се расонуваме, а тоа се разбира кафето. Неретко и ние овде го подготвуваме кафето во нашето студио или во нашата убава кујна, па така ќе биде и утрово, со тоа што утрово ќе направам кафе на мојата колешка, драга колешка, камерманка Марина, и дополнително за сите оние жени и девојки кои што не гледаат ова утро, ќе споделиме некоја информација токму за кафето, со оглед на тоа што некако во денешно време се поголем број истражувања имаме на различни теми и се помногубројни се тие, а некогаш и контрадикторни едно со друго, но според последното истражување кога зборуваме за кафето е посветено на жените. Истражување кое што се одвивало токму во Харвард и е направено на над 1000 жени до или над 40-та возраст, односно 40-та година од животот на таа возраст. И она кое што е резултатот овие истражувања е дека всушност кафето многу корисно влијае врз женското здравје. Што значи тоа? Жените кои што пијат од 2,5 чули кафе дневно имаат значително поголеми шанси да доживеат длабока старост, Марина, 70 и нешто повеќе, како што се и нели превенција од различни состојби или заболувања, некогаш можеби од она кој што се случува со текот на годините, а тоа е нарушување на меморијата, потоа проблемите со подвижноста, дијабетисот или можеби некои и други посериозни заболувања. И уште еден податок дека секоја дополнителна шулја кафе дневно ја зголемува веројатноста за здраво старење за околу 5%, а препорачаната горна граница, значи не треба да се претерува, сепак 2 до 2,5 шулји кафе покажала подобрување на општата здравствена состојба токму кај овие жени кај што е направено ова истражување, и таа бројка на жени не е мала, што значи може да кажеме дека тоа е веродостојно. Верувам дека за оние кои што барем денот го почнуваат со утринското кафе, добро ќе ви дојде оваа информација, но и ако пиете уште едно кафе во текот на денот, да го испиете на раат без грижена совест, со оглед на овие информации кои што ги добиваме од се понови, веројатно и посовремени истражувања. Јас ќе го ставам ова кафе да се подготвува, а се разбира во нашето утринско будење зборуваме и за утринските ритуали, но и за добрите и здрави навики кои што треба да ги има секој од нас, особено на почетокот на денот, меѓу кои физичката активност не само на почетокот на денот, туку и во текот на денот. За многумина тоа се различни типови на вежби, а веројатно она кое што можеме да го посведочиме сите е дека кај нас навистина и спортските настани, маратоните, трките се почести и со се поголем број на учесници. Тоа радува, а се разбира во организација на Сојузот на спортови на Скопје, тоа исто така е во одлична реализација, и ова го давам како најава со оглед на тоа што ова утро заедно се будиме со Гордана Николовска, која што е спортски менаџер токму во Сојузот на спортови на Скопје. Гордана, те гледаме, колку што можам да забележам си во автомобил, претпоставувам на релација кон работното место, но да не претпоставувам, ќе те прашам. Добро утро и убаво утро. Добро утро, убаво утро и вас. Да, тргнав кон работното место, меѓутоа додека се вози не смее да се разговара, уште помалку да бидеш вклучен во емисија, така да прописно си паркирав за да си направиме убав утрински муабет. Така е, ќе се согласам со тебе и веројатно тоа треба да го направиме сите кога зборуваме или кога имаме некаква уврска да зборуваме на телефон, да се паркираме некаде, ако тоа треба да го направиме итно и да го завршиме тоа токму така со оглед и на она кое што ни се случува во сообраќајот, но и оние алармантни податоци кои што ги имаме, па дури и за изминатиот викенд ако зборуваме за сообраќајните прекршоци и оние апели и пораки кои што ни ги дава МВР. Но ајде, тоа е друга тема кога зборуваме за сообраќајот. Ние денеска зборуваме за утринското будење, за тоа како ни почнува денот, кои се утринските ритуали со различните соговорници кои што ги имаме наутро во овие минути. Ова утро заедно со тебе, па Гордана, ајде да видиме како се будиш, со оглед на тоа што сега ни е нешто повеќе од 7:23 минути. Значи веќе денот ти е прилично започнат, бидејќи и утринските ритуали претпоставувам се завршени со оглед на тоа што одиш на работа. Да, во последниве неколку години, не знам, веројатно стареам, станувам се порано, околу 6-6,5 часот, но тоа се должи веројатно и на обврските кои што си ги превземаме сами кон себе, да
да донесеме повеќе, па не се стигнува во денот. Обавезно го започнувам денот со кафе, безутринско кафе, кое го пијам на терасата. На 10-тиот кат, уживам во погледот, во видикот и после испиеното кафе веќе се спремам за да продолжам со дневните активности. Порано многу често наутро го шетав нашиот миленик Sky, меѓутоа сега таа обврска целосно ја превзема мојот сопруг, бидејќи во овој период, јуни, веќе ми недостасува време за извршување на работните обврски, па му благодарам што е така добар сопруг, што може да го прошета миленикот, кој што е вака прилично голем и не може да се задоволи со 2-3 минути шетање, му треба прошетка од некој половина час. Па сето тоа мене ми одзема време, а во суштина ми дава многу енергија кога го шетам. Дали покрај Кеј, дали во парковите околу населбата. И е најубавиот дел од денот кога наутро ќе прошетате и ќе се разбудите на таков начин. Да, и тоа е навистина вистинска утринска медитација, велиме, особено оние кои што имаат миленици и го прават тоа во раните утрински часови, можат апсолутно да го потврдат и тоа е одличен старт на денот. Но имаш динамичност секојдневие и сосема разбирливо дека обврските треба да се поделат, а во однос на динамиката на секојдневието, тука ќе ги споменеме и патувањата кои што се составен дел од твојата работа. Како спортски менаџер во Сојузот на спортови на Скопје, со оглед на сите спортски настани кои што се случуваат. Колку излегувањето надвор од државата знае да ги промени утринските ритуали и малку да ти извади можеби од колосек од она кое што е секојдневно утринска или дневна рутина? Па во зависност од во која часовна зона сме отишле, многу голем проблем имав зимово кога бев во Грузија. 10 дена не можев да се наспием, комплетно ме поремети. Но генерално ако е некаде во Европа немам проблем ниту во одржување на ритуалите, кои што не се некои ритуали од не знам каков карактер. Најважно ми е да имам прво утринско кафе, да го испијам на мир, да речам некои 20 на минути ми треба и после може да се почнат сите подготовки. Да. Дали за шетање, дали за состанок, за што и да е. Да. Но првото кафе мора сама да го испијам. Да, мора да имаме време за себе во првите утрински минути за да може добро да стартува денот. И кога веќе ќе стартува денот и кога ќе започнат сите оние секојдневни уврски, веројатно се прават планови и организации дали за тековниот период и за она кое што следува. А може да кажеме дека во текот на годината кај нас навистина имаме голем број спортски настани, ако зборуваме за трките кои што се организираат, за Скопскиот маратон, меѓу другото исто така, и за она кое што е за поздрав со оглед на тоа што секоја година се зголемува бројот токму на учесниците во ваквите трки од различен карактер или да речеме со различни критериуми во однос на тоа кој се може да учествува. Тоа што е актуелно и за кое што ние и кратко зборувавме и го најавивме е нешто што не очекува во јули. Од 19 до 26 јули Македонија ќе биде домаќин на Европскиот младински олимписки фестивал и тоа е за поздрав, па да видиме до каде сме со тоа и со подготовките кои што се прават веројатно во овој период и со цел да имаме успешна организација. Подготовките се во полнек, веќе влегуваме во една завршна фаза, каде што работи еден голем тим од околу 50 на луѓе, поделени сме во неколку сектори кои што си имаат своји раководители, да речам, и меѓусебно мора да бидеме поврзани. Ваков голем настан, мултиспортски настан во Македонија немало. Немало ни во, да речем, некој поблизок регион да се случува со 15 спорта. Тешко, не динамично е, има некои променливи фактори кои што ќе те извадат малце од колосек, па брзо се враќаме назад. Подготовките почнуваат, почнаа за Европскиот младински олимписки фестивал пред повеќе од година дена и одат добро. Скопје е спремно за овие игри, но оние обврски кои што покрај организацијата на Европскиот младински олимписки фестивал мене ми тежат се секако и организација на Скопскиот маратон кој што ќе биде во октомври. Дополнително на тоа, секој викенд или секој втор викенд сум присутна во организација на некоја трка. Минатиот викенд имавме триатлон во Дојран.
И кога го слушав претходно информацијата која што кажа дека кафето го продолжува животот, се надевам дека тоа ќе делува на мене и ќе доживеам барем пензија. Сакаш да кажеш со оглед на динамиката, па можеби и со стресните обврски покрај тоа што се работи за спортски настани, стресните обврски и организацијата, па и набиеното темпо кое што веројатно го имаш, така? Да, и тоа е нешто што не го препорачувам на никого. Сите треба да имаме, да знаеме кога да ја дигнеме рачната кочница. Така е. Не смееме премногу обврски да ставаме. Меѓутоа, кога човек сака да помогне во спортот, да се одржат што е можно поубаво организирани настани, со задоволство јас се приклучувам, тоест и моите колеги, но веќе гледам дека ја немам таа сила која што сум ја имала некогаш, па затоа питам да избалансирам со некои други работи, порано легнување, јадење ако е можно, еден оброк салата или овошје што навистина. Така, и секој од нас треба да биде свесен кога треба, како што љубаво кажа, да ја стисне кочницата или да си направи навистина еден добар рестарт и баланс во животот, ако зборуваме за слободното време и грижењето за нашето здравје, наспроти обврските кои што знаат да не повлечат во текот на секојдневието и да доживееме, не дај Боже, бърнаут синдром или како велиме синдром на прегорување, а тоа е непожелно. Во однос на Европскиот младински олимписки фестивал, само уште едно прашање, имаше отворен повик за волонтери, докаде сте со тоа, дали повикот е уште отворен, дали има доволен број на волонтери кои што се пријавени со оглед на неопходноста од истите? Повикот е се уште отворен и волонтери се уште ни требаат, поготово Куманово и Скопје. Има многу странци волонтери пријавени, тоа многу не радува, меѓутоа локалците ни се особено битни затоа што го знаат обкружувањето, го знаат менталитетот и знаат која аптека до колку часот работи. Еве еден најобичен пример. Многу ме радува фактот што во последно време, како разговарав и со Сара, која го води волонтерскиот центар, е дека многу голем број на средношколци и матуранти и на студенти се пријавуваат. И тоа е сигурно така затоа што оние младинци кои што нема да заминат на одмор во јули, туку во август или биле предходно, ќе бидат тука. Многу им е важно да имаат едно искуство кое што ќе си го носат цел живот, но ќе имаат и сертификат на кој што го има и логото на Европскиот олимписки комитет, и многу значи сите оние што ќе сакаат да се запишат на некој факултет или ќе сакаат да аплицираат понатака за работа, тој сертификат издаден од ЕОФ, од Европскиот младински олимписки фестивал, многу значи. Веројатно веќе таа информација е пласирана и младите размислуваат и калкулираат што би правеле за 2 години или за 1 година кога ќе треба да се запишат на факултет или да аплицираат за работа, и ова им е одлична можност. Впрочем, затоа и доаѓаат толку многу странци, собирајќи такви сертификати 2-3 во нивната биографија, многу значи, а тоа е само врз основа на фактот дека волонтерите како кадар се важни, тие се несебични, солидарни, пожртвувани, вредни, работат без надомест за општото добро, за развој на спортот. Не постои универзитет ниту работодавец кој што не сака ваков профил на лица. Така да не само сертификатот дека ќе помогне, него целото тоа искуство што ќе го стекнат е животно искуство кое што не може да се научи во ниту една книга, со ниту една лекција. Па ги повикувам уште еднашка и оние места кои што се уште малку треба да се дополнат, да бидат храбри, да се пријават во друштво, ќе стекнат познанства, ќе ги видат врвните млади спортисти кои што на следните олимписки игри веројатно ќе бидат и носители на златни медали, пак има да се пофалат дека се сликале со кајакарот од не знам која земја, кој што е златен медалист, или пливачот, или 3×3 кошарката. Сепак има многу спортови и можност е и да се погледа програмата и да се присуствува на некој од овие спортови. Сите бенефити или корист кои што може да имаат младите
со своето волонтирање треба да им бидат апсолутно јасни и затоа се и тука повозрасните или оние кои што се дел од организацијата да тоа убаво им го објаснат, како што и кажа Гордана, да се со цел имаат исполните денови, да се запознаат со голем број спортисти, да научат нешто ново. Имаме многу млади кои што се и дел од различни спортови и тоа е одлично, а исто така и да стекнат едно искуство кое што веројатно понатаму во животот ќе им биде од апсолутна корист. И ете уште еден повик до оние кои што ќе сакаат да волонтираат од 19 до 26 јули. Имат информации каде и на кој начин тоа може да се направи или на вашите официјални страни, а ние тука во контекст на нашето денешно утринско будење тоа можеме да го потсетиме. Еве уште нешто пред да слободам да продолжиш кон твоето работно место и со денешните работни обврски, кога зборуваме за вакви спортски активности и за човек кој што е од другата страна или во нивната организација, што со твоите физички активности, колку знаеш во текот на денот да бидеш физички активна, зборуваме еве еден час посветен на одедена активност, дали е тоа фитнес, дали е трчање, можеби неќе возење велосипед или нешто слично. За жал, можам да кажам дека сум чиста катастрофа во тој поглед во изминативе неколку години, 2 години поготово, 3. Одев со велосипед на работа, сега немам време за тоа. Пешачев многу подолго, сега пешачам многу пократко, половина час секој ден ми е најмалку. И тоа е среќа за тоа што имаме миленик. Да не би бил тој миленик, веројатно би го поминала времето во работење и тоа е најлошиот пример што можам да го дадам себе си, на другите и на моите деца. И затоа на почетокот кажав, мора да се дигне рачна. Јас не можам повеќе да продолжам со волку многу обврски, а на штета на моето не здравје само, него на мојата физичка кондиција. Јас никогаш не сум сакала да бидам во толку слаба кондиција како што сум сега, но ветувам дека од август месец, сето како ќе завршат младинските игри и ќе се намали малце подготовката околу другите настани, дека физичката активност мора да продолжи, затоа што јас завршив факултет за физичка култура и рекреацијата за мене беше предмет кој што особено го почитував и го обожавав. И рекреацијата е таа која што е изворот на здравието. Врвниот спорт и резултатите се нешто друго, меѓутоа секој еден човек мора и треба да рекреира. Јас тоа што го пешачам половина час не е доволно. Како одат годините, мора секој ден и нека не бидат тоа тешки интервали, и нека не бидат долготрајни пешачења, меѓутоа темпото на пешачење мора да биде побрзо, ако не се јави оној здив, недостаток на здив, недостаток на кислород, ништо од читањето, значи немаме потрошувачка доволна како што треба за да се соборат сите оние цела енергија, калории што сме ги насобрале. Еден мој совет, ако ги одминувате годините, не мора да правите ризични, тешки кардио вежби, прилагодете ја тежината на вежбата према вашите можности. Брзото одење е идеално, пешачење со побрзо темпо е идеално додека да стигнеме до некоја подобра форма за да можеме да продолжиме со фитнес, пилатес, кросфит, возење велосипед, за тоа е, мислам, идеален спорт за мене. Така е убаво кажано, секој од нас има можност тоа да го направи, имаме и место каде тоа да го направиме. Убаво брзо пешачење, умерено до брзо пешачење, секој според својата кондиција, но и за зголемување на кондицијата и за добро здравје. Барем денес се ни е достапно, имаме информации, податоци колку навистина тоа влијае на нашето здравје. Ќе го заокружам овој наш разговор со уште едно прашање за одморот кој што ти е потребен, дали ќе се оди некаде на одмор и каде, Гордан, оваа година? Уште не размислувам каде за одмор, веројатно во околината некаде некои 10-15 дена. Се надевам дека мојот сопруг ова нема да го видим, но многу сакам да го изненадам во октомври да одиме во Лисабон. Одлична идеја и одлично изненадување. Еве, ако остане изненадување, нели и супер дестинација, така што доколку се реализира, убав помин, а до тогаш ние сигурно ќе се видиме со оглед на тоа што покрај Европскиот младински олимписки фестивал, за кој што денеска кажавме нешто повеќе, ќе го очекуваме и нели Скопскиот маратон, но тоа во нашата следна сезона со нови информации. Гордана, ти благодарам многу за ова утринско будење што одвои време и во автомобилот на пат кон работа да малку се слушнеме и со нашите гледачи на утринска на Телма се информираме за активностите на Сојузот на спортови на Скопје. Благодарам и на вас, Телма, и посакувам да останете вака убави, позитивни и расположени во добро здравје и
години да бидете вака мотивирачки за сите гледачи.